Го продолжуваме неделниот микс. Кај нас веќе е расположено со позитивна атмосфера во студио, поради фактот што нашите уметници Драган Спасов Дац и Александар Митевски ни се денеска во студио. Имаме многу бав повод. На 6 и 7 март во Македонскиот народен театар ќе одржат специјални концерти посветени на дамите посебно, и по тој повод ги поканивме денеска во неделниот микс. Добре ни дојдовте. Добро најдовме. Баш зборувавме, поминаа 2-3 години од како не сте ми гостувале. Доста време. 3 сигурно. 3 може би, да. Па и толку нема концерт направен. И еве сега за убав повод. Да. Немате концертно, сте многу активни, многу настапи имате, секаде стигнувате и тоа е одлично. Па да, тој ни е форматот, мислам, ние поинаква приказка имаме уште од самиот старт. И со вадење на песни, и со правење на песни, и со онај посреден, непосреден контакт со публиката. И сите тие некои, ајде, како да ги наречеме, свирки или дружења, настапи, што ги имаме насекаде, се поинако изгледаат од оние класични концерти, свирки. Да. Има некој, не знам, непишан ред кој што доаѓа од време на време, како, например, е како циклусот кај жената, каде што се мора малку подолго, така да треба да, значи мора да се направи песна, мора да се направи концерт, така да еве дојде време за концерти, уште еден, тоест 2 концерти и во Македонскиот народен театар. Така да тој ред го запазуваме, да има секогаш да има нешто ново. Да. Се сеќавам пред една година беше промоцијата на Уште ми фалиш, ама женската верзија. Да. И таа беше многува промоција и самата песна доби поинаков шмек, нели? И машка варијанта, и женска варијанта, и секогаш сте иновативни. И после се собравме во Трибека, се собравме од женскиот спот и од машкиот спот сите, и го промомиравме таму женскиот спот и беше баш интересно. Многу иновативни сте секогаш нешто ново ни нудите нам на публиката и затоа и обстојувате очигледно. Да. Некогаш не е доволен само талентот. Работата, трудот си го прават своето. Па пред се талентот го имаме несомнено за некои работи, но работата е сепак тоа што го прави и го направило човекот воопшто. Значи работата е многу битна и не ни недостасуваат идеи. Тоа е многу битно. Така да и добро е што сме двајца. Еден човек има своја идеја која што може која што може да биде дали е добра, мора да се сподели. А вака кога се надополнува идејата, станува подобро. Ако ме оставеше мене, например, песна ќе немаше 5 години, немаше да се извади. Да, тежок е малку. Не, ова не ми се свиѓа. Мене не оваа песна, чекај полек. Немаме песна, не. И последната 4 страни рече, ова е тоа. И земам му го скриншот направив од ова да му покажувам зашто да не се премислил. Сигурно ќе се премисли, ама не се премисли за неа. И со право. Супер, одлично. Да позборуваме малку за концертот и каков концепт ни најавувате на самиот концерт. Значи, предходниот 8 мартовски пред 3 години беше драмски театар, помал формат, поинтимна атмосфера. Сега сме во Македонски народен театар. Исто многу драга екипа наша и идеја што заеднички ја правиме со МНТ. Уште која на почетокот рековме, им го објаснивме концептот како ќе изгледа, многу им се допадна целата идеја и не поддржаа. Еве, веќе крај на јануари сме, карти веќе нема за концертите. Се зборува за трет да се отвори, но форматот и концептот ни е тој да биде во 2 дена и ќе имаме убава екипа, еве ги спомнавме Dream Team ви биле на гости. Со нив соработуваме подолго време еве и се собравме како екипа да надополнете со други музичари, нели? Да направиме еден наш бенд што ќе може да отсвири на тој начин таа наша боемска музичка приказка.
и понатаму имаме уште имаме и што може да откриеме, да. Нашите, рековме дека е појачан Dream Team со уште некои наши пријатели, музичари кои што исто пратечи вокали, така да ќе видат околу и плюс трубачи од Брастет Скопје. Да. Така да ќе видат околу 20 на луѓе на сцена, па мислам ќе биде полна сцената. Одлично. Како рековте, мажите резервираат. Дамите бираат. Дамите бираат. Мажите резервираат, ама се покажа во пракса дека е обратно. Тоа одманата ни кажа дека дека не е обратно, дека дамите и бираат и резервираат. И бираат и резервираат, да. Се превземаат во своји раце во денешно време жените. Жените го водат светот. Апсолутно е така и еве според она што можев да видам, многу убава програма имате смислено, дека и пред концертот ќе има коктел, потоа нели не е само концертот, туку на се сте мислеле. Пред, значи има welcome drink кој што ќе биде тука со нашиот диџеј Миле кој што ќе биде ќе пушта музика прикладна за влегувањето. Значи после тоа се влегува во салата, почнува концертот, а после концертот има коктел на кој што исто ќе има во фоајето, Јоргуш ќе ни свири ќе не пречека со клавиатурата негова и заедно ќе отпееме уште некои песни, така да ќе трае концертот од 8 до 1. Па, одлично, фантастично. Во однос на хитовите, дали репертоарот повеќе ќе биде фокусиран на вашите најголеми хитови или ќе има изненадувања, нови аранжмани можеби? Да, нови аранжмани секако се направени. Ќе биде фокусот на нашите песни, нормално малку 8 мартовски прилагодени со некои евергрини плюс уште зачинето што одговараат и за празникот и за жената. И нормално оние гости што ќе ги имаме, не велиме дека имаме многу гости, но баш ни се драги и се легенди и се уште не ги откриваме. Може да откриеме. Можеме и да ги откриеме заради. Може да откриеме на пример што ни е посебно драго златните славечиња. Баш убава идеја, браво. Тоа може да го кажеме. Имаме една специјална песна што за жената, за мајката ќе отпееме заедно со целиот хор на Златно Славече. И тоа ќе биде еден убав момент. Ние секогаш сме со нив, им помагаме, им правиме песни. За 50 години се сеќам баш дома на YouTube го слушаме тоа видео. Мега миксот. Тоа беше многу. Треба повторно да направите некој. Да, и стана милион прегледи да направи нешто. Тој мега миксот. А инаку јас прв пат во живот се оваа година за Славече напишав и песна и музика. Да. Така да беше интересна песната, аранжманот да го направи Александар Нормал. И многу ми е мило што направив една комплетна песна. Браво, одличен почеток е ти во тие води нели? Тоа беше кејф. И добро помина песната, да. Супер. Ама за тој мега миксот еве изворно баш со ќерка ми дома го слушавме и така и дечињата полесно песните ги запамтуваат, нели, од една на друга. Самиот микс беше така што еве поттик да направите повторно нов, зашто да не. А тој мега микс е од време, значи тоа е ретро, да речем. Значи тоа е кога ти си била мала и така. И народена уште што се вели, јас сум 90-та, да. Така да убаво е што ги знаат и татковците, и мајките и децата ги знаат сега веќе тој мега микс. Интересно е што со претседателката, нели, Гордана Свијановска Давкова, бевме на Бадник и баш тоа падна муабето дека она нели доаѓа на Златно Славече и тоа и оставило впечаток. Баш тој мега микс што сме ги вратиле песните, сме ги возобновиле. Многу убаво и како една цела компилација и треба од време на време да се прави. Апсолутно, така е. Се спојавте во време на короната и ета како ни сите овие години 6 како поминаа, тогаш се менува вашиот, да кажам, музички, уметнички израз. Вие сте многу препознатливи, но секогаш нешто ново воведувате. Па пред короната беше. Пред короната беше? Да, пред короната беше со тоа што почнавме да правиме, имаше Далината отровна, точно? Да. Во Плей кафе на улица Македонија направивме еден настап, така да тоа беше првото што го направивме. Па фати короната.
Така да ние бевме спремни, не бевме спремни на ваква приказна. Ова самото си дојде некако полека само по себе. А пред, значи, сакавме само да уба добра забава. И од таа забава прерасна во нешто друго. А во короната веќе тоа беше друг принцип, беше не можевме да излегуваме, па снимавме од дома Во шифонер. во шифонер, ги чува телефонот го Микрофонот, став, да. Но многу прегледи има и тие видеа и така некако... Многу. Они ги чекаа, баш онака секој ден во 8 имавме нова песна, ги чекам ко серија. Да, така беше, сеќавам. Македонската публика ви е секогаш мотивација, посебно затоа што на вашите настапи бурно се реагира во позитивна смисла, нели го кажувам. Колку всушност ве мотивира публиката? Ја мислам дека главен мотиватор ни е публиката. Затоа што, буквално на тие настапи, ние сме како споени со публиката. Мислам, тоа може така да се осети во било кој град да отидеме. Значи, предходно и по настапот ние со нив разговараме околу песните. Многу, што знам, спонтанна присен атмосфера. контакт има сега со публиката, баш кога сме тука, нема каде што сме во тие локали каде што настапуваме, нема таква дистанца каде што не можете да те допре публиката. Мислам, ние баш ки слегуваме меѓу публика, така да е навистина присен контактот и публиката е таа што не сака и публиката е таа што прави да одиме повторно во тие локали на настап. Така, апсолутно. Секогаш имате интересни гости, односно гости кои што ставиле печат на македонската сцена, Росана, Маја Грознарска-Панчева исто така. Да, сега мај најавувате со неа, да. Во последно време. И други гости, да не пропуштиме некој. И Па многу поминале. Да. Благој Нацовски ни доаѓа исто на гости. му дадов ти пасош, видов во едно видео. Многу е интересно што, например, Благој последниот пат кога дојде во Македонија за Лилјакот, мислам дека беше представа. И некако асоциација на Скопје сме му и ние, и нашата забава. И кажа, во вторник имате гостин некој? Не, доаѓам, сакам да видам и одбеа некој евергрин интерес. Да, и прекрасно, Благој пее прекрасно. Така. А кога ќе отпее такви евергрини, навистина е на друг начин звучат, нели? Имате долгогодишно искуство на сцена, вие како актер исто така, вие како музичар, но како емоционално па и ментално се подготвувате посебно пред вакви големи концерти? Самата припрема за концертот е, што немаме никој кој ни го прави концертот, ние го правиме. И самата припрема за концертот е дел од припремата наша, затоа што ние одиме дел по дел. Значи, музичарите, песните се направат, да се најдат кои се, па потоа гостите, па просторот, па сценографија, па како ќе изгледа светло, тони, така натаму, и пробите, така да целиот тој процес го поминуваме од нула, значи не доаѓаме да отпееме концерт, него отпочнуваме од нула, целиот го имаме. Така да тоа е една припрема која што не смирува, зашто знаеме точно што ќе направиме на концертот, зашто знаеме точно што сме направили, што сме посакале да направиме. Буквално се во ваши раце. Трема немаш. Да. Добро, малку ми е полесно затоа што јас сум научен на театарот и на сцената и на тој он е малку потремаđен, но Ама не се приметува, Александар. Додека не почне. Не, додека не почне. Да, потоа веќе веќе. почне, веќе. И добро од една страна, ова што го кажавте и вие да знаете се што е каде, бидејќи сами сте си го организирале. Не се ослонувате на никого. Така е. Да, и сценографија, например, многу интересно се реди. Ја биравме сценографијата доле со луѓето од мената, пошто се бира сценографија од некои представи кои што веќе не се, затоа што не сме да биде од представа постоечка. Актуелна, да. Така да тоа и овде ќе биде овде и гледаме у глава од прилика што ќе биде. И се составува концертот како коцки. Така, кој чувство би сакале публиката да го однесе после вашите концерти? Како? Која порака да има?
Знаеш, кога ќе дојдеш дома и кога си легнеш, кажеш, почти убаво си победи. А ќе биде така. Сигурно со целата програма која што имате предвидено. И еве, осврнувајќи се на вашите кариери, кои моменти ви остануваат незаборавни и запаметени? Александар, еве за вас? Посебно од нашите кариери или сега? Па да, еве може и сега, но еве и од почетоците. Што знам, мене ми е интересно дека се вратив после некој период на абстиненција, да речем, од сценава. Дат сме повлечен некако во овој свет преку ова дуо. Мислам, ја правев песни за други, нели, изведувачи, ама како на сцена ме немаше долго време и некако од студио преидов во овој јавен живот многу поише и тоа ми беше тешка таа транзиција, ама си искусен човек како Даци и што ја знае сцената. Та секогаш е потребно некој да не, нели? Да верува во нас. Да. Ја пак го извежбав упење да биде. Да. Еден за друг се надополнуваат. Така е. Тоа многу значи. Еве и вашите спотови се многу препознатливи и не се досадни, туку секој спот си има своја приказна режија. Еве ќе го спомнам, многу ми е интересен исто спотот за Нови Сад и Скопје, за таа љубов која што нели често се случува. Повеќе македонски. Повистинска, да. И ета како во однос на спотовите уживате ли да снимате спотови, да ги исто спотовите ги правиме од почнуваме ние наши се комплетно спотовите. Тука имаме екипа која што е увежбана, која што снима, која што монтира. Иначе се комплетно се наши идеи од спотот, како ќе изгледа, што ќе биде, која е сценографијата, кои се реквизити и така натаму. Комплетно се запишуваат, се прават и се спрема доста време спот. Не можеш да отидеш да го снимиш само. И интересни приказни некако преку спотовите ни дават. Ете повторно ќе спомнам за Скопје, Нови Сад, во возот, па така баш, еве, ќе имаат можности гледачите да го видат тој спот во емисијата Неделен микс. Еј, твоите чардаш колена, уште ми се лекса душава разболена, песните наши од твоите салаши, уште ми се карта повратна. Воли me, сакај me, шта на мому свете границе, ти лепа и млада из Новog Sada, не дај да ми ноќе срце страда. Воли me, сакај me, шта на мому свете границе. Hej moj momče, momče Makedonče, dušava po tebe znaj mi izgore. И сега по концертите, што е она што некако планирате или не планирате, па спонтано оставате да се случат работите? Да, плоча излегува со нашите песни. Плочата е не знам, јас сум, да, ќе се вика уште ми фалиш, нормално. Со сите хитовите. И плочата е една работа која што викам USB или CD може дури да се изгуби. Плочата е окао. И оној кој што сака грамофони, кој што е аудиофил, значи и кој што ја сака нашата музика пред се, може да си ја купи таа плоча и да ја има како сувенир на крај. И многу се почесто има луѓе кои што имаат грамофони дома. Нешто многу стара модерно и тоа е убаво, нели? Да, се враќаат грамофоните се враќаат, и тоа на голема врата. Така да грамофон веќе купуваат многу. И мене ми ќе ви реков, не треба да се продават плочите, дури да ги поклониме. Јас сакам да имам дома 10 плочи од нас да стојат. Да.
И нашата публика која што ќе биде на 6 и на 7 на МНТ, во МНТ, сигурно дека ќе сака да има дел од нели не дел, него да ги има плочите и во својата библиотека. Таму може и ќе стигне да се покаже. Таму ќе се покаже плочата, урнекот како ќе изгледа, затоа што нема да стигне до концертот да биде комплетно готова, туку ќе биде урнекот само и ќе може да се нарачува плочата во предпродажба. И во предпродажба кога ќе се нарече плочата, може да и на самата плоча да стои и името на нарачател со наша посвета и подпис. Одлично. Буквално на се мислите. Браво, на секој детал мислите за својата публика. Например, мислиме и на маички, многу интересни. Да, секогаш имаме убави маички. Што ми фалиш беше првата мајца по песнава. И ние се луѓето кои што ни ги прават маичките и секогаш се со нас. И пасоши имате, нели? И пасоши имаме, а интересно е маичката последна на песната 4 страни. Ја дизајнираше нашиот другар, пријател, уметникот Кардула. Врвене на вистина. И тоа сакаме да ти подариме. О, Ова е благодарам. Нашата најнова маичка. Ви благодарам, баш ќе ја отворам. Од 4 страни песната. Баш прекрасно, посебно ете и дека Кардула е врвен уметник, односно графички дизајнер. Што ја Еве, почитувани гледачи. ја осмисли Светот целата. Ви има благодарам 4 многу, страни, преубава. само една ти. Баш ми е чест што ми подаривте, ви благодарам. И ми беше задоволство што сте ми гости. Се надевам дека ќе имам и понатак убави поводи за гостување, концерти, сето она што ќе придонесе да ја поттикнеме културата во Македонија на повисоко ниво. Нели, тоа е исклучително важно, ми се чини. Да, како не. Успешни концерти на 6 и на 7, картите се веќе скоро распродадени, така? Не мислам дека нема веќе. Нема. Добро. Ете, оние кои што си набавила карти, Да. нека си поминат Ние убаво. кажуваме што од почеток купете ќе нема. Да. Така одеше слоганот. Затоа што негде околу Нова година почнаа да се продаваат картите. И ете брзо отидоа, а има навистина многу настани и тој месец и овој период и многу ни е драго што луѓето посака 8 март да си го прослават на овој начин и ќе биде баш уникатен. Па одлично, се гледаме тогаш на 6 и на 7. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, слушајќи музиката на Даци Александар, го завршуваме неделниот микс. 6 и 7 март во Македонскиот народен театар ќе се одржат нивните концерти посветени на сите дами. Ви благодарам што бевте дел и од ова издание на емисијата. Секако ние се гледаме следниот викенд. Довидување.